Добар ден на сите. Најпрво добре дојде на денешниот. Ние велиме, некако така се амбициравме да започнеме на серија на отворени разговори, на панел дискусии со нашите нормално најдраги клиенти, тоа се компаниите кои што оперираат во зоните, меѓутоа уште од самиот старт решивме малку да расшириме групата, па во соработка со Советот на странски инвеститори испратиме покани до компаниите кои што не се внатре во зоните, меѓутоа се сепак странски инвеститори. Идејата е преку еден отворен процес на разговор да, значи, потполно отворено, зборувам и позитивни секако и работи кои што се за критика, односно за подобрување, да секако да стигнеме до решение за сите практични предизвици со кои што се соочуваме, меѓутоа да видиме што е она што постои можеби како потенцијал во соработката, кој што до сега не сме го искористиле, а можеме да го искористиме. Секако сето тоа како придонес кон унапредување на деловната клима. Меѓутоа, за да не се сведе денеска се на зборување, односно само на политика зборувам, општа политика, имаме една многу специфична тема, тоа е ние денеска насловивме како унапредување на системот за користење и следење на државната помош. Практично преточено преку една дискусија која што се надам дека ќе ја поттикнеме во вториот сегмент односно главниот сегмент на настанот денес, а тоа е како да унапредиме една елементарна алатка, тоа е упатството за дефинирање на подобните инвестициски трошоци, кое што, јас сум 6 месеци на позиција, односно 7, сваќам дека поттикнува, односно предизвикува доста отворени прашања и доста несигурност и на страната на самите инвеститори, меѓутоа на страната на владата. Во неколку средби предходно и на председателот на владата со представниците на странските инвеститори беше поттегната како прашање. Во неколку разговори кои што ги имав јас со дел од компаниите покренато како прашање, бидејќи повторно кажем, можеби понекогаш и не станува збор за големи средства кои што се предмет на дискусија, меѓутоа сепак станува збор, повторно кажам, за елемент во деловната клима, односно сигурност, која што мислам дека многу ќе придонесе да зајакнеме до вреднота која што заеднички ја градиме. Со нас е Драган, представник на PricewaterhouseCoopers, кој што дирекцијата ги најми преку отворена јавна постапка. Меѓу другото да завршат и оваа задача, тоа е заеднички да стигнеме до едно разбирање за тоа како трошоците треба да ги дефинираме и по која постапка понатаму ќе следи користењето на помошта, меѓутоа и како ќе следиме искористувањето на помошта. И дополнително, она што се договоривме, она што ќе го презентираме денеска, тоа е елемент од еден нов пристап во нашето работење во делот на следењето, односно следењето на барањата и исплатите на државната помош према компаниите, каде што фактички обврската за конечно одобрување ја даваме на компанијата Price. Тоа значи дека она што го имаме моментот како шаринило во договорите, каде што дел од компаниите сами доставуваат своји ревидирани извештаи, за некои колегите кои што работат во дирекцијата го прават тоа, за некои работат на дворешни агенции. Сакаме да направиме еден унифициран пристап во кој што една агенција, во овој случај конкретно Price, ќе видиме во наредни тендерски циклуси дали ќе го прошируваме тимот, јас се надам дека ќе го прошириме со други реномирани ревизорски куќи, фактички ќе го врши следењето на исплатата на средствата од договорите и повторно кажам дополнителен елемент во кој што и вие, меѓутоа и ние ќе бидеме сигурни дека сме на исто стојалиште, на крајот на денот дека имаме и многу јасни правила на игра и во делот на следењето, односно искористувањето и во делот на следењето на државната помош. Она што сакам да го споменам сега во воведниот дел, за да не земам збор повторно понатаму, во рамки на воведниот дел, два многу важни елементи за кои што јас сметам од повторно кажем ограничено моје искуство тука во изминативе 7 месеци на оваа позиција, мораме да најдеме начини, тоа ќе се обидеме преку механизмот на упатството, да се справиме со одредени ризици кои што постојат. Тука пред се станува збор за ризици во делот на верификација на трошоците од аспект на тоа колку се тие реални со пазарот. Значи, ниту сакам компаниите да ги изложуваме во ситуација да мора одредени нивни трошоци самите да ги потврдуваат дали се навистина пазарни или се повисоки или пониски, меѓутоа исто така сакаме ги заштитиме нормални граѓаните на оваа држава кои што го даваат средства во буџетот, од кои што се исплаќаат средствата за државна помош. Така што наш интерес е во целиот овој процес, нормално ќе ги слушнеме вашите барања, Price ќе се повлече понатаму, ќе
направи собствен предлог и ни го презентира пред да се усвои формално, значи имаме партиципативен процес. Од наша страна барањата ќе биде да најдеме механизам како сите оние докази за направени трошоци ќе ги верификуваме да спек на тоа колку се реални со пазарните цени кои што постојат. Повторно кажам, не е само заштита и за државата, заштита и самите компании. Така да сакам да верувам дека низ многу јасни и прецизни правила на игра во делот на државната помош ќе ја зајакнеме меѓусебната доверба и да ќе дадеме сериозен придонес во напредување на деловната клима која што постои во Република Северна Македонија. Секако да ја поттикнеме вас да размислувате за проширување на производството и понатаму за нови инвестиции, меѓутоа секако да поттикнеме и други инвеститори кои што би дошле би сватиле дека Северна Македонија е инвестициска дестинација сериозна со многу јасни и прецизни правила на игра кои што погодуваат и за инвеститорите и за државата. Значи јас ќе застанам тука, секако следните циклуси повторно ќе имаме отворен пристап во кој што ќе видиме кои се следните теми кои што би биле од интерес и на компаниите, кои што се присутни денеска тука, и од компаниите кои што се секако членки на Советот за странски инвеститори. Наш интерес и наша амбиција ова што денеска го дискутираме тука во смисла на воспоставување на јасни правила за користење и следење на државната помош покрај компаниите во зоните, понатаму да важат и за компаниите надвор од зоните, секако за домашните компании кои што користат средства преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, така што ова сега што го правиме реално пионерски чекор во тој правец и сакаме јасните правила на игра кои што важат за инвеститорите во зоните и добрата деловна клима која што со ова сакаме да ја воспоставиме, барем во овој сегмент на државната помош, понатаму да се пресликуваат и во сите останати сегменти на работењето на домашната економија, така да ве охрабрувам да бидете отворени и во самата дискусија на вистина да кажете што е на што сметате дека сега може да го подобриме во контекст на системот на користење и на следење на државната помош. Велам, во наредниот период ќе се договориме, односно секако зависно од потребите и барањата на инвеститорите, ќе следат и други вакви дискусии, каде што ќе можеме ни заеднички напор да стигнеме до дополнително унапредување на деловната клима. Јас завршувам теко, останувам тука секако, ќе го поканам сега Штефан Петер, председател на Советот на странски инвеститори, за негово воведно обраќање, следи Виктор Мизо, председателот на асоциацијата и на крај ќе биде на крај во овој парче ќе биде Драган е директор, така добро кажав, на PricewaterhouseCoopers за Македонија. Кратка презентација за тоа што е новиот, да кажеме, односно новитетот во делот на следењето на државна помош и секако после тоа отвараме дискусија во која што вие зборувате, ние слушаме и евентуално понатаму коментираме. На крај ќе се договориме кој ќе биде редоследот на чекори во делот на затворање, односно на материализација на сето на што ќе го договориме денеска тука. Јас ви благодарам, Штефан повели. Почитуван директоре Јован, почитувани колеги од PVC, почитувани колеги од деловниот сектор, почитувани новинари, се извинувам, морам да се извинам затоа што зборувам на англиски, а не на македонски. Моето извинување после 7 години што работам тука. Мислам дека можеме сите да се согласиме дека странските директни инвестиции се важни за секоја земја. Дури уште поважни се за таква мала земја како што е Северна Македонија. Има неколку придобивки, една од придобивките е што носи свежи пари во системот, во средината, во економијата, а другата придобивка е што носи нови работни места, вработувања, носи образование, едукација, во смисла на тоа што Северна Македонија веќе го воведе двојното образование од другите земји во Северна Македонија, носи нови технологии, знаења, наука, врвна наука и многу придобивки. Но не е важно дали FDI е поврзан со технолошкиот и индустријскиот разбор или надвој од него, не е важно дали станува збор за производствени компании или даватели на услуги. Она што е важно е дека земјата треба да привлече странски инвестиции, да направи се што е потребно за тие странски инвестиции да влезат во таа земја, затоа што има конкуренција надвор.
компаниите се конкуренти на пазарот, се надпреваруваат за добивање странски инвестиции и тоа е добро. Тие се надпреваруваат со најдобри работни услови кога станува збор за производство и тие се надпреваруваат кога станува збор за куповната моќ на пазарот кога станува збор за услугите. И мислам дека Северна Македонија вршеше добра работа во минатото, затоа што денеска можеме да речеме дека Советот на странски инвеститори има 130 директни компании со странски инвестиции кои што имаат приходи од 5 милиарди евра секоја година и вработуваат повеќе од 50.000 вработени. Овие бројки не изгледаат така лошо. Но сигурно не е време за одмор, секогаш можеме да се подобриме и мораме да се подобриме и токму затоа навистина сум благодарен за соработка како оваа, за можност за дискусија, за директорот да не сослуша што може да се подобри. Ние нема да бараме чуда, туку само ќе бараме транспарентни системи за подобрување на системот, за агилност, за флексибилност и за развој кој што ќе може да се предвиди. Ви благодарам многу. Добар ден, јас денес сум тука во својство на председател на Асоциацијата на технолошко напредни компании при Советот за странски инвестиции во Стопанската комора, но истовремено како подпредседател на Стопанската комора. И она што е тема на денешниот разговор не треба да зависи без разлика дали се тоа компании кои се во слободни технолошки зони или се надвор од нив. Ние како асоциација во моментот броиме нешто над 30.000 вработени, со тоа што според последната статистика, Јован, јас мислам дека во зоните се вработени околу 14.000 луѓе, а надвор од зоните, зборуваме сега само производствени компании, се вработени нешто повеќе од 16.000 наши граѓани, што значи дека сите овие компании се дел од нашата асоциација и минатата година нормално ги знаеме сите кои беа економските состојби како во државата и во светот, но во 2019 сите тие компании реализира извоз од речиси 60% од извозот од Македонија. Она што е тема на разговор е упатството кое е донесено за прв пат во 2016 година и потоа беше адаптирано во почетокот на 2017 кое се користи при доделување на државна помош на компаниите кои имаа склучено договор за државна помош со дирекцијата за ТИРС, значи не сите компании во ТИРС го следат тоа упатство и нормално не компаниите кои се надвор од зоните, бидејќи постојат различни даватели на државна помош. Тоа може да биде дирекцијата, може да биде Агенција за странски инвестиции, во минатото имаше и министри за странски инвестиции или владата. Целта на оваа дискусија денеска е прво да го адаптираме според реалните потреби, бидејќи тој документ целта беше да се апдейтира секоја година од неколку причини. Прво, глобалните сметсководствени стандарди континуирано евалуираат, но истовремено и потребите на компаниите и новите технологии, новите активности кои тие ги носат овде кај нас, треба да се адаптираат според она што е дефинирано како оправдан инвестиски трошок. Јован кажа дека ова е покренато како прашање, јас бев речиси 3 години и конечно сега ќе седнеме да го разговараме и да најдеме едно решение, бидејќи сметам дека ова решение ќе е важно за сите нас тука, но и за сите идни компании, пред се од кои причини. За идните компании тој документ треба однапред да го добие секоја компанија пред да планира да инвестира, бидејќи ќе знае што точно ќе биде искористено или утврдено како иден инвестициски трошок, а од друга страна сите компании ќе добиваат државна помош или ќе им се смета реалната инвестиција по исти принципи, без разлика каде се лоцирани и кој е давателот на државна помош. И она што со Драган го разговаравме, барем јас како гледам на сметководството. Сметководителите треба да бидат флексибилни и креативни. Флексибилност и креативност во рамките на правилата и прописите. И тоа не значи дека само сметководителите и ревизорските куки или ние како компании треба тоа да го правиме, но таа флексибилност, креативност и
пошироко размислување на што точно и како се воспоставува инвестицијскиот трошок треба да биде и од страна на државните институции кои го гледаат, наместо слепо да ги гледаат работите како биле напишани, но не духот зошто и од кој начин тоа било напишано. Така да сметам дека на денешниот состанок и она што ќе значи подобрување на овој документ за користење на сите во следниот период, се надевам за некој период, дури и пред одморите, да успееме ова да го воспоставиме како идна пракса, прво во рамките на дирекцијата, а потоа потенцијално и можеби како подзаконски акт за законот за финансиска подршка, за сите ние да можеме да го увидиме и да се земат во обзир нашите забелешки, но истовремено да еволуира овој документ можеби на годишно ниво или на според потребите, да не биде еден документ кој ќе стои и ќе биде за секогаш истиот. Подобрување и проширување на документот мислам дека секогаш ќе биде можно во иднина. Благодарам.